Значи во контекст на предизборието, Преспанскиот договор повторно останува една отворена тема на која што гледам и политички препокувања и аналитичари постојано предупредуваат на тоа да не се злоупотребува. Значи, дали евентуално ревидирање на тој договор, што за Македонија представува историски договор, може да донесе некои негативни ефекти врз нашата земја? Очигледно не останавме имуни во овај изборен циклус да го злоупотребуваме она што беше склучено со Република Грција, особено односите и со двете соседни земји за кои нели се постигнаат клучни договори за нормализација на односите и врз кој основ на тие договори нели моментално се завршува ратификацијата за прием на Република Македонија, Република Северна Македонија во НАТО. Значи секоја ревизија или реотварање на овој договор е тотално несериозен и мислам дека е на граница на невозможен, бидејќи таа ратификација која моментално се случува во сите земји членки на НАТО е под новото уставно име Република Северна Македонија. Ценам дека е сепак политички трик, се злоупотребува за време на изборната кампања. Само да се подсетиме дека иста ваква реторика беше употребувана и во Република Грција кога нели лани се одржува и канив изборите. Ценам дека сериозна земја која нели претендира да ги задоволи своите евроатлански и европски аспирации, не треба значи да посегнува кон ревидирање на таков тип на договор, бидејќи не само што е билатерален, туку тој е и меѓународен договор каде што нели и трета страна, особено Европската унија, има директно свој влог. Затоа ценам дека ова прашање не треба да биде злоупотребувано, бидејќи знаеме дека број на изминати изборни циклуси, токму проблемот со Грција, односно тоа прашање беше до крај злоупотребувано за добивање на ефтини политички поени во текот на предизборието. Мислам, ценам дека е речиси на граница на невозможно да може да се отвори ова прашање, повторно да се дискутира и да се врати старото уставно име, бидејќи како што видовме во Република Грција, по завршувањето на изборите, веќе како и да не е тема во јавноста ова прашање. Покрај евроатланските интеграции кои што би се спречиле со евентуално ревидирање на овој договор, кои други негативни страни може да ги очекува Македонија како импакт врз својата политичка и економска состојба? Па видете, тој е крајно несериозен потек, бидејќи ние во таков период сме живееле, кога сите клучни одлуки кога се носеле во меѓународни организации, токму Грција била таа која ставала вето токму заради нерешениот спор за името. Решавањето на овој билатерален спор представува меѓународна обврска на државата која конечно после толку години конечно е решен. Ценам дека тоа би довело до разочарување кон сите партнери кои нели се дел и составен дел од овој процес и поминале низ ратификација на протоколот на НАТО за влез на државата во алијансата, но од друга страна укажува на несериозност и незрелост на политичките лидери кои нели посегаат на прашање кое е поздравено на меѓународно ниво како историско и клучно за нормализација на ситуацијата и во државата, и во регионот, и во поширокото соседство. Може ли да очекуваме негово злоупотребување, значи во наредните изборни циклуси, затоа што и следната година не очекуваат избори? Дефинитивно, значи тоа го покажуваме сега на дело, бидејќи како и да нема ден, да нема припукување помеѓу власта и опозицијата токму на ова прашање. Мислам навистина е несериозно да се настапува токму пред парламентарни избори, да се воскреснува ова прашање и на тоа да се вадат политички поени, бидејќи знаеме дека тоа е дека не може да се случи. Јавноста треба да знаете да е информирана дека овие прашања со кои е постигнат таков тип на меѓународен договор нема да може да се врати назад во некои претходни инстанции како што било претходно.